Музеот на македонската борба и во новата учебна година го продолжува проектот Музеот пријател на децата. Проектот предвидува организирање креативни и едукативни работилници во просториите на музеот со ученици од литературни, ликовни и од историски секции од основните и средни училишта од Скопје. Вие ги гледате урбаните вести. Еве ги насловите за денеска. Промовирано DVD издание на сообраќаен буквар за најмладите. Жителите на Средно Конјари добија водовод. Центарот за управување со кризи одбележа 8 години од своето постоење. Учениците од прво одделение, како и од градинките од целата држава, ќе се едуцираат за сообраќајните правила, по пат на содржини наменети за нивната возраст. За таа намена денеска беше промовиран сообраќаен буквар во DVD издание. Елизабета Дамјановска. Министрите за внатрешни работи и за образование и наука Гордана Јанкуловска и Спиро Ристовски во Скопското основно училиште Стив Наумов денеска промовира DVD издание Сообраќаен буквар 2, наменето за децата од прво одделение и од подготвителните предучилишни групи во градинките на територијата на цела држава. DVD изданието Сообраќаен буквар 2 се состои од 10 филмски истории во кои се опфатени различни теми и ситуации во сообраќајот. Идејата, како што истакна Јанкуловска, е на креативен и сликовит начин да се едуцираат дечињата од раната училишна возраст, како на безбеден начин да стигнат до своите училишта. Најдобро е сообраќајните правила и прописи и начинот на кој поединците треба да се однесуваат во сообраќајот, да се научат од најмладата возраст. Сообраќајниот буквар кој денес го промовиравме, го направивме достапен до сите ученици од предшколска возраст. Во соработка со Републичкиот совет за безбедност на патиштата беа изработени повеќе информативни материјали, меѓу кои и видеоспотовите кои им се презентираат на дечињата на начин на кој се надеваме дека ќе ги запамтат и ќе им остават впечаток, за да потоа може да ги применуваат во секојдневниот живот. Само во првото полугодие од 2013 година се случиле вкупно 1894 сообраќајни незгоди, од кои 75 сообраќајни незгоди се сообраќајки во кои сме имале починати лица. Во 1818 сообраќајни несреќи сме имале повредени лица, што значи дека вкупно настрадале 3049 лица, од кои 2962 лица се повредени, додека 87 лица го загубиле животот. Во бројот на загинати лица 7 се лица до 14 годишна возраст. Промоцијата на сообраќајниот буквар е дел од традиционалната акција да ги заштитиме децата во сообраќајот на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, МВР, Министерството за образование и наука и Министерството за труд и социјална политика и општините во Република Македонија. Покрај Јанкуловска и Ристовски, на промоцијата на сообраќајниот буквар присуствуваа и претседателот на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Никола Ангеловски и градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски. На средно водно утре со почеток од 10 до 13 часот во организација на Сфера Скопје и со поддршка на град Скопје под слоганот Заедно во природа ќе се реализира проектот Средношколски игри. Манифестација од забавен и надпреварувачки карактер за учениците од средните училишта на град Скопје. Проектот, што ќе содржи различни активности, кроз надпревари во знаење, уметнички вештини, ориентација, еколошки зелени игри и забава, има за цел да ги поттикне средношколците да развијат свесност за потребата и неопходноста од нивен редовен престој во природа, со цел подобрување и унапредување на нивното психофизичко здравје. На еднодневните игри ќе бидат вклучени ученици надпреварувачи, наставници, директори, комисии, представници на државни институции и компании, но и останати ученици, родители, гости, посетители на Средноводно.
Надпреварувачкиот дел од игрите ќе почне во 10 часот, пошто следува еко-час за учениците, а од 12 часот ќе се прогласуваат и доделуваат наградите за најдобрите ученици по дисциплини. Од самиот настан, учениците ќе испратат порака за поттикнување на здрав живот и почесто движење во природни средини, толеранција и заедништво меѓу младите, неподпаѓање на пороците, дрога и алкохол и ширење позитивни искуства и мисли со своите врсници. Средношколските игри е проект за анимација на средношколците од град Скопје заради зачувување на нивното здравје, развивање на нивниот спортски и надпреварувачки дух. Градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски денеска официјално го пушти во употреба новоизградениот водовод во населеното место Средно Коњари. Финансиските средства во висина од 4.700.000 денари потребни за реализација на овој проект се обезбедени од буџетот на општината. Проблемот со водоснабдување на жителите од населеното место Средно Коњари е веќе минато. Локалната власт од општина Петровец денеска го пушти во употреба водоводот во ова населено место, кое досега се снабдувало со вода од пумпи, кој го изгради за само 1 месец. Прв објект кој доби вода во населеното место Средно Коњари е основното училиште Братство Единство. Водоводната мрежа е во должина од 3,5 км и го опфаќа цело Средно Коњари. Градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски истакна дека во планот за водоводната мрежа кој бил направен од порано биле испуштени 2 улици во должина од 400 метри. Новоградежните работи за изградба на водоводната мрежа изминатиот месец биле вклучени и тие 2 улици. Исто така Митевски истакна дека со приклучоци кон домаќинствата е веќе започнато, а 10 социјално загрозени семејства од ова населено место ќе добијат бесплатен приклучок кон водоводната мрежа, а за останатите домаќинства приклучокот ќе чини 140 евра. Целото населено место Средно Коњари кој има повеќе од 1400 жители, имаме пуштено водоводна мрежа. Со приклучоците кон водоводна мрежа е веќе започнато. Првите 20 приклучоци се направени и сега кажа на жителите на 10 социјално најзагрозени фамилии приклучоците ќе бидат бесплатни. Финансиските средства во висина од 4.700.000 денари потребни за реализација на овој проект се обезбедени од буџетот на општината. Жителите на Средно Коњари се благодарни за овој зафат на општината со оглед на тоа што во изминатиот период тие се соочувале со проблем во водоснабдување, односно дел од куќите останале без вода. А исто така се благодарни и што градежните работи завршили пред предвидениот рок за изградба. Снабдевањето со вода беше голем проблем за ова населено место. Благодарност пред се до градоначалникот кој направи напори да изнајдеме средства за да се реализира овој проект кој сепак и чини доста средства. Она што исто така е за пофалба е и дека сите работи навистина течеат така како што треба и водоводот се заврши за многу краток рок, дури побрзо од предвиденото. Населеното место Средно Коњари е едно од местата во кое општина Петровец најмногу вложувала во изминатиот период. Само во Средно Коњари се вложени околу 430.000 евра, каде меѓу другото е изграден и нов фудбалски стадион. Извршена е темелна реконструкција на основното училиште во соработка со Министерството за образование и наука и Норвешката амбасада, а подобрена и патната инфраструктура низ населеното место. Реализирајќи ја застартаната програма за брз локален економски развој, општина Илинден интензивно работи на изградба на инфраструктурата во локалните економски зони. Градежната оператива деновиве е ангажирана на комплетна реконструкција и санација на улицата 7, што води кон локалната економска зона Ограѓа во населба Илинден. Со реконструкцијата на ова улица во должина од 220 метри, која што ќе биде широка 5 метри, значително ќе се улесни приодот кон локалната економска зона, што ќе биде од голема корист за постоечките стопански субјекти во зоната, но и за оние што допрва ќе почнат да се градат. Значењето на ова улица е уште поголемо ако се знае дека наскоро на оваа локација треба да никне поликлинички центар, дом за стари лица, ново основно училиште како и спортско стрелиште. Квалитетната инфраструктура, особено патната, е еден од главните услови за влез на нови инвеститори, а со тоа и отворање на нови работни места. Токму поради тоа, изградбата на инфраструктурата останува приоритет на општина Илинден. Со доделување на благодарници на своите соработници, како и информирање на досега сработеното, Центарот за управување со кризи денеска го одбележа својот 8-ми роден ден. Од позначајните активности беше издвоен договорот за техничка соработка на проектот развој на интегриран систем за превенција и рано предупредување од шумски пожари. Андријана Димитриевска.
По повод 8 годишнината од основањето на Центарот за управување со кризи, на денешната пресконференција за досега сработеното се обрати директорот Зулфи Адили. Со формирањето на Центарот дојде до обединување на постојните одделни системи за управување со кризи, како превенција, рано предупредување и справување со евентуални кризи, во еден единствен систем за управување со кризи, чија единствена цел беше да се постигне навремено, брзо и координирано действување при согледани ризици и опасности, а во контекст на нивните законски овластувања. Во изминативе 8 години Центарот за управување со кризи воспостави ефикасен координативен систем меѓу субјектите во државата кој обезбедува навремено реагирање за потенцијалните и настанатите кризни состојби. Директорот на Центарот Зулфи Адили информираше дека искуствата стекнати во изминатиот период се посебно значајни за надградување на капацитетите како на Центарот за управување со кризи, така и на самиот систем за управување со кризи. Адили рече дека една од позначајните активности е договорот за техничка соработка на проектот, развој на интегриран систем за превенција и рано предупредување од шумски пожари со јапонската владина агенција за меѓународна соработка ЈИЦА. Како резултат на оваа соработка на почетокот на ова лето, Центарот за управување со кризи го презентираше македонскиот информативен систем за шумски пожари МАКФИС. Направените анализи покажаа дека бројот на шумски пожари во периодот јуни-август 2013 значително е намален. Центарот за управување со кризи полага огромно значење за спремноста за брза интервенција на институциите кои се дел од системот за управување со кризи, обученоста на кадрите, координацијата на институциите, како на внатрешен, така и на надворешен план. А за таа цел се изведуваат низа обуки и вежби со цел системот за управување со кризи да биде спремен во секое време и во најкраток рок да одговори на предизвиците. Адили додаде дека Центарот за управување со кризи дава и големо значење и на превенцијата. За таа цел во изминатиот период беа преземени низа активности за навремено информирање на сите појави и настани кои можат да предизвикаат несакани последици. Во пресред на зимата, минатата година, направен е преглед на критични населени места по региони на целата територија на Република Македонија, односно на местата за кои постои голем ризик за одсечување од цивилизација за време на евентуални обилни снежни врнежи и извршена е посета на истите од страна на представници на Центарот за управување со кризи и други субјекти од системот за управување со кризи. Во вкупно 53 општини во територијата на Република Македонија посетени се 165 населени места во високопланински предели. При овие посети беа извршени медицински прегледи на населението, оставени им беа неопходни лекови и беа дадени препораки за потребните подготовки за успешно справување при обилни врнежи од снег и евентуални подолготрајни одсеченост на нивните места. Адили додаде дека на населението посебно им била нагласена употребата на единствениот бесплатен број за итни повици 195, а истите превентивни мерки ќе се превземат и оваа година пред почетокот на зимскиот период. На крајот од денешната пресконференција во знак на благодарност, Центарот за управување со кризи им додели благодарници на своите соработници, медиумските куќи, за досегашната успешна соработка. Петиот музички хепенинг, бидејќи дел од звезденото небо на Тоше, обожавателите на Тоше Проески ќе го организираат во недела на 6 октомври од 19 часот и 30 минути на плоштадот Македонија. Звезденото небо се одржува секоја година на 5 октомври во сеќавање на последниот концерт на најголемата македонска музичка звезда, одржан на 5 октомври во 2007 година на градскиот стадион во Скопје. Оваа година е поместен за ден подоцна, зашто утре во центарот на Скопје ќе се одржува манифестацијата Бела ноќ. Во домот на Арама утре од 9 до 18 часот ќе биде организирана и крводарителска акција. Јас што туку спасив живот, а вие?
на која ќе има изложба на уметнички слики со ликот на Тоша од младиот уметник Александар Поповски. Хуманоста не смее да биде наша обврска. Хуманоста треба да стане наше задоволство и духовна храна. И овој пат да покажеме дека во Скопје и Македонија живеат граѓани кои на дело ја изразуваат својата хуманост, следејќи го примерот на нашиот Тоше, апелираат обожавателите. На фан страната на Општина Илинден на Facebook се поставени најдобрите 30 фотографии кои пристигнаа на конкурсот за избор на најдобра фотографија со мотиви од Општина Илинден, каде што граѓаните веќе може да го дадат својот глас. Гласањето ќе трае до 15 октомври годинава, а изборот за најдобра фотографија ќе биде според принципот на најмногу гласови од жири комисијата и гласовите на фан страницата. На конкурсот ќе бидат доделени 3 награди за најдобра фотографија. Првата награда изнесува 15.000 денари, втората 10.000 денари и третата 5.000 денари. По завршување на конкурсот Општина Илинден ќе организира изложба за најдобрите фотографии во домовите на култура во сите населени места. Мотивите на фотографиите се од Општина Илинден: панорамски фотографии, знаменитости, економски зони, инфраструктура, јавни објекти, манифестации, спортски и културни настани. Кошаркарите на МЗТ Скопје вечерва против Унион Олимпија во салата Борис Рајковски започнуваат новата сезона во АБА Јадранската лига. Спортските вести ги гледате веднаш по рекламите.